Не запира хоророт на онкологија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски алармира дека канцер мафијата на клиниката работела и денеска. Мицкоски предупредува дека на грбот на болните од рак се уште некој дебело заработува, што го потврдуваат и документите кои ги добил од така наречени свиркачи. Аферата која ја нарекува диво месо содржи извештај од Фондот за здравствено осигурување од вореден инспекциски надзор за јавните набавки на лекови, каде што според него има невиден криминал. Овој извештај го опфаќа работењето и јавните набавки на Министерството за здравство во периодот од 1 август 21 до 1 август 23 година. Овој извештај се уште во јавноста го нема. Платени лекови кои доцнале со испорака не биле дефактурирани. Во дневните амбуланти, каде што останувале лекови, се запишувал остатокот од вијалите, дека е издаден и даден на друг пациент, со цел да се заштеди вишокот на лекот. Но за тоа немало писмен трак, дали се фрла или лекот е даден некому, вели Мицкоски. Според него, оваа злоупотреба на остатокот од лековите е организиран шверц и преку ова биле испумпувани милиони од буџетот на грбот на граѓаните. Преку пример, треба да се аплицира лекот на пациент, вијалата е 100 единици, дозата која што треба да ја добие пациентот е 50 единици, тие 50 единици се аплицираат, но останатите 50 единици никој не знае, ниту има некаква трага каде завршуваат и дали некаде воопшто завршуваат. И ова е така со години правено. Мицкоски предупреди дека на онкологија се уште владее организирана мафија која оперира со набавките. Кажа дека неколку лекови кои биле во огромни залихи на клиниката заклучно до 31 март 2023. Но тоа не го спречиле раководството во февруари истата година да распише нов милионски тендер за да се набават истите лекови. Прво, тој е лекот Абиратерон во ампули од 250 мг. Според Фондот за здравство на 31 март 2023 година состојбата на залихата била 121 милион 149 360 денари. И тој лек е пакуван во две големини, 250 мг и 500 мг. Следен лек, Алектинип, состојбата на залиха на 31.3.2023 е, речиси, 123 милиона денара, или тоа е, отприлика точно, не отприлика, 122 милиона 986 958 денара. Мицкоски меѓу другото побара анкетната комисија да се прошири и опфатот на работата на ова собраниско тело да биде уште поголем.